Драги пријатели, сите ние веќе денеска добро го познаваме Ѓорги Иванов. Ако пред 5 години за некој беше недоволно познат, денеска 5 години подоцна, сите ние видовме како треба да се биде председател на Република Македонија. Ѓорги Иванов беше председател кој што покажа како треба да се бори за интересите на државата. Тој беше човек кој што беше многу активен, умерен во своите излагања, човек кој што беше неуморен во борбата да стигне секаде и кај секого што може со нешто да и помогне на Македонија и на македонскиот народ и на сите други етнички заедници во Македонија, на сите граѓани на Македонија. Ѓорги Иванов беше подеднакво активен и надвор од земјата, но и присутен внатре во земјата, меѓу народот, низ разните градови и села низ Македонија, одејќи кај луѓето, посетувајќи ги, соочувајќи се со нивните проблеми, со нивните маки, барајќи начини како да им помогне заедно и во соработка со владата на Република Македонија. Тој излезе од народот и остана со народот. И затоа заслужува да добие втор мандат за председател на Република Македонија. Ѓорги Иванов покажа неверојатна упорност кога треба да се бранат националните и државните интереси на Македонија. Тој секогаш беше упорен кога требаше некаде нешто да се објасни, некаде нешто да се лобира, некаде да се стигне и да се представи вистината за Македонија. Ѓорги Иванов во овој период ни покажа дека е силен индивидуалец, но исто така и дека знае да биде дел од тим. Затоа што, драги пријатели, ние работевме како тим. Оваа политичка гарнитура работи како тим. Таа е составена од силни индивидуалци кои што работат како тим. И тоа е нашата предност. Тоа е предноста која што ја движи земјата напред. Затоа што во овие години ние не гледавме едни на други нешто да си наштетиме или да си ставиме сопки или да се покажеме кој е понапред, кој е поназад, кој каде требало да застани или кој каква почест требало да добие. Ние гледавме да создадиме дела и да решаваме проблеми. И затоа овој тим ничеше успеси. Затоа што Ѓорги Иванов се покажа како одличен дел од овој тим. Имавме одлична координација. На едно место беше тој, кога требаше некаде да се лобира, на друго место бев јас, на трето место беше Трајко Велјановски, на четврто место Гордана Јанкуловска, добро искоординирани, со исти пораки, со иста борба за Македонија. Ѓорги Иванов исто така покажа дека е исклучително стабилен човек, дека е исто така зрел човек. Многу пати се обидоа многу луѓе да го извадат од колосек, напаѓајќи го, навредувајќи го, обвинувајќи го со најмногу поградни изрази, сакајќи да го омаловажат и да го срушат неговиот кредибилитет. Но пред се и над се, да го извадат од колосекот по кој тргнат да и помогне на Македонија, да го втурнат во расправи и кавги со владата. Но, драги пријатели, Ѓорги Иванов мирно, стабилно ги гледаше, ги наблюдуваше и чекореше по својот зацртан пат. Нему државата му беше пред се, а не што велат противниците и како го навредуваат и со што го навредуваат. Тој гледаше на кој начин и како најдобро може да и помогне на Македонија. А најдобро можеш да и помогнеш на својата држава. Прво, ако многу работиш, второ, ако честно работиш, и трето, ако си во добра координација и дослуг со сите фактори во таа држава, меѓу кои што и владата на Република Македонија. Тоа го правеше Ѓорги Иванов.